Ке продолжиме денес со Дела на апостолите 15 глава, еве и библиската pouка стигна до таа глава. Може би Зорица ќе има таа чест следната сабота. Да, сме живи и здрави. Пред да продолжам, ја имејатите сабота го започнав Петровиот говор на апостолскиот собор, од 7 стих па натаму, текстовите кои што Вагонер посебно ги цитирал на Генералната конференција во Минеаполис, од 7 до 11 стих. Би сакал да се позанимаме со едно прашање, кое што сестра Љубица ми го постави пред 2 саботи во врска со Мојсеевиот закон. Кога зборувавме, и бидејќи Вагонар тоа го тврдеше, дека Мојсеевиот закон и Господовиот закон се споменуваат како изрази наизменично и се однесуваат на еден ист закон, бидејќи евреите познавале само еден закон. Тоа е целата Тора, целото петокнижие. Сите 613 заповеди. Значи, сите заповеди што се дадени во 5 книги Мојсееви, и се постави едно интересно прашање, кога Исус бил запрашан, например во Матеј 19 глава, во врска со бракоразводното писмо. Самата тема за разводот не е битната, туку начинот на кој што му било поставено прашањето и начинот на кој што тој го одговорил. Да отвориме, ќе ја повикам, во Матеј 19 глава. И ќе почнеме читаме од 3 стих, па натаму. Евангелие според Матеј 19 глава, од 3 стих па натаму. Матеј ни известува и вели вака: и дојдоа кај него фарисеите, што го искушуваа, па му рекоа: може ли човек да ја остави жената своја за каква и да било причина? И ова прашање било поставено за да го искушуваат, не затоа што ги интересирала темата за која што прашуваат. Тој им одговори и рече: не сте ли читали дека оној што ги создаде во почетокот, маж и жена ги создаде, и рече: затоа ќе остави човек татко и мајка и ќе се прилепи до жената своја и ќе бидат обата едно тело. Па така тие веќе не се двајца, туку едно тело. А Бог што соединил, човек да не разделува. Ова е цитат од Битие, нели? Христос ги додава тие последните зборови. А Бог што соединил, човек да не разделува. И сега замислите еврејскиот легалистички ум, бидејќи за него сите 613 заповеди се од еднаква важност. Сето тоа е од Тората. Сето тоа е од законот. И тие му рекоа, 7 стих: зошто тогаш Мојсей заповеда да и даде мажот разводно писмо на жената, се мисли, и да ја напушти. Прашањето конкретно беше дали е ова Мојсеев закон, бидејќи Христос, ајде да го прочитаме и одговорот, тој им одговори: заради вашите жестоки срца, Мојсей ви дозволи да ги оставате жените своји. Но во почетокот не беше така. Тоа е точно, нели? Фарисеите како да сакале да најдат изговор во Мојсеевата заповед за развод,
во однос на оно што било на почетокот. Меѓутоа Христос ги враќа на почетокот. Да не беше гревот, да беше поинаква и историјата после гревот, немаше да постојат сите 5 книги Мојсееви, немаше да постојат 613 заповеди, немаше да постои и ова бракоразводна заповед. Не е заповед, тоа е дозвол. Не е заповед. Исус проекливо завршува во 9 стих. Јас пак ви велам, оној што ќе ја остави својата жена, освен заради прелюба и се ожени со друга, тој извршува прелюба, и оној што ќе се ожени со напуштена, исто така прелюбодействува. И сега прашањето е, дали Мојсей, бидејќи Христос вели заради вашите жестоки срца, Мојсей ви дозволи да ги оставате жените своји. Но во почетокот не беше така. Дали има разлика помеѓу Господова заповед, она што било на почетокот, и нешто Мојсеево, нешто што е од Мојсеја? Дали Мојсей на своја рака им дозволил така да се разведуваат? Дали па и тоа било од Господа? Каде се наоѓаат во Мојсеевите книги овие текстови за разводот конкретно? Навистина, прашањето беше на место, затоа што јас не успев да најдам никакви текстови во петокнижието за разводот надвор од 5-та Мојсеева. Од последната книга Мојсеева или повторените закони. Например, тоа го читаме во повторени закони или 5-та книга Мојсеева, 24 глава. Видите што се вели. Да почнеме да читаме од почеток, например, иако не сакам многу на тоа да се задржам. Значи, почетокот на 5-та книга Мојсеева, 24 глава, почетокот. Почнеме да читаме од првиот стих, па надолу. Ако некој земе жена и поживее со неја, но таа не добие милост во очите негови, бидејќи нашол кај неја нешто што не му се допаѓа, значи, за ситница, да речеме, па и напише писмо за развод и го даде во рацете нејзини и ја испрати од куќата своја, таа, откако ќе излезе од куќата негова, се омажи за друг, па ако и тој маж ја намрази и напише писмо за развод и го даде во рацете нејзини и ја испрати од куќата своја, или пак тој вториот маж што ја зел за жена умре, тогаш првиот нејзин маж, откако ја напуштил, не може пак да ја земе за жена по нејзиното осквернување, тука пишува, зашто тоа е одвратно пред Господ. Не осквернуваја земјата што ви ја дава Господ, Бог, во наследство. Сега ова е малце дискутабилно, но очигледно е, ја тука не гледам закон или заповед да па дури ни директна дозвола за разведување, повеќе како толерирање на нешто што веќе било пракса, заради нивната тврдовратост, заради нивното беззаконие, заради нивната неосетливост кон моралниот закон. Сепак, дали Мојсей го кажува само од себе, или е тоа нешто што го кажува од Господа? Ако читаме било што од 5-та книга Мојсеева, произлегува дека Мојсей ги кажува овие работи од себе самиот. Зошто? Затоа што тоа е суштината на оваа книга. 5-та книга Мојсеева се вика повторени закони.
Нема потреба Господ повторпат да се јавува и да заповеда на втората генерација израелци. Се што им заповедал на предходната, она што изумрела во пустината. Туку Мојсей, она што Господ веќе го заповедал, Мојсей им го повторува. Ако било што каде да отворите во повторени закони, баш ме интересира дали ќе најдете некој исклучок, секаде Мојсей како да зборува, само Мојсей зборува, повторува, со други зборови, на следната генерација, она што предходно било заповедено на првата генерација. На самиот почеток од петата книга Мојсеева, првата глава, се вели, значи, прва глава, пета Мојсеева, први стих, ова се зборовите што им ги кажа Мојсей и на сите израелци. Значи, Мојсей, се што следи во пета книга Мојсеева е од Мојсей. Меѓутоа, книгата се вика повторени закони. Мојсей повторува тоа што Господ еднаш го заповедал на првата генерација израелци во пустината. Но јас не успев да најдам, може би вие ќе најдете, не најдов во предходните Мојсееви книги било што кажано во врска со разводот. Мене ми личи како да ова било пракса, разведувањето на израелците од кеф, да речеме, се разведува. Како американци денес се разведуваат. Заради нивното жестоко срце или тврдовратост. Господ им кажува на израелците уште преку Мојсей, вие сте тврдоврат народ. На многу места. Мене ми личи како да тоа било пракса која што Мојсей само ја толерирал, така ми личи. Според стиховите што ги прочитавме во 24 глава. Но едно е сигурно. Не се работи за разлика помеѓу морален и церемонијален закон. Бејќи тоа било тезата. Моралниот закон е од Господа, а церемонијалниот закон е од Мојсей, како Мојсей сам да го воспоставил. Тука и прашањето за разводот конкретно е морално прашање. Развод, брак, се да тоа спаѓа во морален закон. Дори и Мојсей, не верувам дека Мојсей нешто на своја рака заповедал, ако тоа не било откриено од Господа. Повеќе ми личи ова како толерирање на нешто што веќе било пракса и може би се чекало време Господ да го исправи. Нешто што може би било пракса и што го научили израелците уште во Египет од паганските народи. Толерирање. Само било заповедено ако разведената се премажи за друг и ако таму остане вдовица или и од него се разведе, не смее да се ожени првиот повторно со неа или да не смее да се врати кај првиот. Но се остава како се толерира, значи самото разведување. Мене не ми личи дека Мојсей им заповедал или им дозволува да се разведуваат, како што фарисеите го поставили прашањето, туку може се рече дека Мојсей само го толерирал тоа што веќе било пракса и само конкретно им вели, значи, што не смее и во тој случај, да не се враќа кај првиот. Сепак се работи за морално прашање. Не се работи за тоа дека моралните заповеди ги давал Господ, а наводно церемонијалните се Мојсееви заповеди или Мојсеев закон. Не е точно. Тоа не е точно. Тоа бил проблемот и во адвентизмот во 19. век, па и во добар дел од 20. век, кога ќе се прочита изразот Мојсеев закон, под тоа да се подразбира само церемонијалниот закон. Ајде да се вратиме сега на дела 15 глава и ќе почнеме да читаме од Петровиот говор на апостолскиот собор, се извинувам. Почнуваме да читаме од 7 стих
Уште еднаш го нагласувам овој израз подолго расправање. Зошто е битен овој израз? Знаете дека Римокатоличката црква тврди дека апостол Петар, како прв папа, председавал со овој собор, со апостолскиот собор. Бејќи ете, така сакаат Петровиот примат, за кој што зборував минатата сабота, да бара од нив, ако имало веќе собор, апостолски собор, сите апостоли и старешини собрани во Ерусалим, и ако Петар имал поголема власт од другите апостоли, како што учат, ако Петар бил карпата на која што се дзида неговата црква, што видовме дека е погрешно, таквото погрешно верување бара од нив да мислат и да сметаат дека Петар председавал со апостолскиот собор. Меѓутоа тоа не е точно. Од самата 15 глава се гледа дека тоа не е точно. Кој председавал со апостолскиот собор? Уште не стигнавме до таму да видиме кој председавал, но од самата глава се гледа кој председавал со апостолскиот собор. Ај тоа ќе го оставиме за другата салата. Овде се вели дека по долго расправање стана Петар. Петар зел збор по долго расправање. Петар не ја отворил седницата. Петар не зборувал на почетокот. Имала долга расправа, други зборувале, други се препирале и потоа Петар зема збор. Значи не постои ништо од самиот опис на апостолскиот собор. Не постои ништо што сугерира дека Петар имал некоја водечка позиција. Напротив, подоцна ќе видиме дека таа водечка позиција или оној кој што председавал со соборот бил еден друг апостол. По долго расправање стана Петар и им рече: луѓе браќа, вие знаете дека Бог од првите дни ме избра меѓу вас, незнабожците, од мојата уста да го слушнат словото на Евангелието и да поверуваат. Значи вториот клуч. И Бог кој ги познава срцата им посведочи и им даде Дух Свети како и нам. Тој не направи никаква разлика меѓу нас и нив, зашто со верата ги очисти нивните срца. За да се реши проблемот што се јавил и заради што бил свикан соборот, Петар се повикува на искуството, се повикува на делото што Светиот Дух веќе го направил. Светиот Дух се излеал врз незнабожците кои поверува, врз Корнелиј и неговиот дом. Уште пред да бидат крстени со вода, а за обрезание не станува збор. Уште пред да бидат крстени со вода, тоа што е новозаветна заповед, кој поверува да се крсти со вода, уште пред да бидат крстени со таа вода, тие го примеле Светиот Дух, биле крстени со Светиот Дух, обратно од дотогашнијата пракса со еврејските христијани. И штом Светиот Дух не направил никаква разлика помеѓу нас и нив, значи помеѓу еврејските и другите христијани, бидејќи со верата ги очисти нивните срца, тие се осветени, оправдани, препородени. Што има сега да се враќаме назад во Стариот Завет, со други зборови? Сега пак, зошто го искушувате Бога? Го искушувате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не може да го поднесат ни нашите татковци, ниту ние. Но ние веруваме дека ќе се спасиме со благодата на Исус Христос, како и тие. Тогаш замолкна сето мноштво, после овој Петров говор, не замолкна затоа што првиот папа кажал нешто, туку замолкнале пред вистината на она што тој го кажал. Светиот Дух го решил веќе прашањето. Што Светиот Дух го решил, не може соборот да донесе спротивна одлука на тоа.
Тогаш замлкна сето мноштво и го слушаа Варнава и Павле, сега па тие ги кажуваат своите искуства, кои прикажуваа какви знаци и чуда се направил Бог преку нив меѓу незнабожците. И дори потоа 13 стих читаме, а кога тие престана, тогаш прозборе кој? Тогаш прозборе Јаков. Кој е овој Јаков? Не е оној што Ирод Агрипа го погубил, Јовановиот брат, Заведеевиот син, туку ово е кој Јаков? Да, ово е братот Господов, како што е наречен, иако не бил крвно брат. Меѓутоа бил еден од Јосифовите синови со прва жена пред да се ожени со Дева Марија. Јаков бил и првиот епископ на Ерусалимската црква и Јаков бил они што председавал со соборот. Тој ќе се види подоцна во дискусијата кај стиховите кои што не известуваат за конечната одлука на соборот. Јаков ја формулира таа одлука, велејќи Светиот Дух и ние. Значи, прво место Светиот Дух и ние. Светиот Дух одлучува, а потоа оние кои што учествуваат на соборот. Светиот Дух и ние. Но за тоа подоцна, кога ќе стигнеме до таму. Нас не интересира сега ова прашање. Што е ова што Петар го кажал, иако малку настана и за тоа збор за време поуката? Зошто Петар вели: зошто го искушувате Бога, ставајќи им на вратот на учениците јарем, што не можеа да го поднесат ни нашите татковци, ниту ние? За каков јарем тука станува збор? Оваа тема била предмет на една сериозна дебата во 19. век. Од една страна помеѓу Вагонер и од друга страна тогашниот председател на Генералната конференција Џорџ Батлер. Бидејќи Батлер тврдел, како и повеќето адвентисти и во 20. век, дека Мојсеевиот закон е церемонијалниот закон, дека јаремот значи да им се става на вратот на учениците церемонијалниот закон и така натаму. Точно е, како што споменавте, и брат Благоја, Бог да го прости, знаеше да каже, Стариот Завет беше многу каква религија? Се сеќаваш, Данил? Татко ти што велеш? Стариот Завет беше скапа религија. Има трошаци. За да се покаеш, пример, од грев, за да добиеш простување на гревот, и тоа не е целосно простување, тоа е само условно простување. Целосно на Јом Кипур. Оно што ние сега го имаме благодарение на Христовата жртва во секое време, кога ќе се покаеме, без да чекаме прочки и Јом Кипури, евреите требало да платат, требало да принесат жртва, требало да заколат јагне, јаре и така натаму. Меѓутоа, не мисли Петар на тоа. Што било јаремот? Што ниту ние, ниту нашите татковци не можеа да го поднесат. И тој јарем сега да го ставате, да го наметнувате на христијаните, особено на верниците од незнабоштво. Самото обрезание не е јарем. Израелци се образували како бебиња, не ни се сеќавале на тој настан, како што ја не се сеќавам на моето православно крштевање. И понатаму се живееле обрезано, не било јарем. Тоа дури било од медицински и од сексуален аспект многу подобра ситуација.
но тоа е друга тема. Да. Од хигиенска и за хигиенска, брачна и воопшто од медицински аспект била многу подобра состојба. Но сеедно, за незнабожците било проблем во смисол на комплекс. Пример, за грците било страшен комплекс, страшна пречка да се обрежеш. Тоа било повеќе срамота во смисол неподнослива жртва. За нив тоа било тешка и неподнослива жртва. Грците не можеле да го смислат обрезанието, како што не можат да ги смислат евреите. И до ден денес постои тој антагонизам меѓу грци и евреи. Дури до ден денес се осеќа. Да. Значи, незнабожците повеќе го мразеле обрезанието затоа што ги мразеле евреите, затоа што е нешто еврејско. Како што денес македонците го мразат обрезанието затоа што е нешто албанско, муслиманско, заради нивната меѓусебна нетрпеливост. Не заради самото по себе. Добро, имало и други причини. Во стара време, например, на стадионите се натпреварувале голи. И не било забрането жени да учествуваат, да гледаат, да бидат во публиката. Не пуштале жени, замислите. Лошо било да се биде жена тогаш, во тоа време. Не смеела жената да може да гледа театарски представи, да, на театар, да седат таму во публиката. Дори римските историчари пишуваат дека жените, мислам Овидий беше еден од нив, тврди, жените вика ги полнале театрите како пчели. Први, за некоја театарска представа, жените се цртале први. Што најинтересната публика најзаинтересираната публика за театарски представи била женска публика. Се разбира, немало само жени во публиката, меѓутоа имало многу жени. Но за атлетски надпревари не ги пуштале жените, бидејќи надпреварачи кои што биле само мажи, се надпреварувале голи. И во познатите бањи тогашни, каде што оделе да се капат, се капеле само мажи и голи биле. Чисто паганска култура, што сакат. И ако влезал некој обрезан, и другите му се смееле, го исмевале, го омаловажувале, и од тој аспект им било малку незгодно на оние прозелити кои што би биле обрезани, например. Но, било прозелит, било христијанин, тој повеќе не влегувал во такви места. Од морални причини. Иако било општо прифатлива норма, Божа се рече, но тоа не бил јаремот. На што мисли апостол Петар? Јарем. Што е јаремот? Бидејќи 11 стих прочитавме, но ние веруваме дека ќе се спасиме со благодата на Исус Христос, исто како и тие. Значи, тука некако индиректно се гледа на што мисли под јарем. Што бил јаремот? Што е јаремот? Видете, ако читате во Стариот Завет, иако рековме, што вереше брат Блаже, скапа религија, кога некој верник, например, ако читате Давидовите псалми, ако читате, за некој верник, кој што бил верен на Господа, кој што се радувал, кој што бил исполнет со Духот Господов, за него било радост да ги пренесува тие жртви. Тие се радувале. Се радувале за големите еврејски празници. Тоа било радост. Тоа било среќа. Не било тоа јаремот. Што е јаремот? Јаремот е кога ќе им речеш на луѓето дека за да се спасиш, за да се оправдаш, што побара фарисеите, 15 глава 1 стих, ако не се обрезете според обичајот Мојсеев, не може да бидете спасени, че не вреди ни Христос, не вреди ни... Ако не го држите цел закон, ако не го држите, галатјаните, ако не го држите цел закон, нема да бидете спасени. Па тоа е точно, само оно што го одржи целиот закон,
нема да биде виновен. А оне што ќе сгреши, одржи многу работи, а сгреши во некој или само во една, како што ќе напише Јаков, тој е виновен. Или Јаков 2.10, првиот стих што брат Дије ми го покажа од Новиот Завет пред 27 години, Јаков 2.10. Кој го одржи целиот закон, а сгреши само во едно, виновен ќе биде за се. А што мисли Јаков кога вели целиот закон? Ние би рекле мисли на 10 заповеди. Не, еврејскиот ум би рекле мисли на сите 613 заповеди. Се едно. Не, нека се и само 10. Нека се и само 10. Кој од нас до сега ги одржал совршено сите 10 заповеди? Никогаш, без да сгреши никогаш. И сега замислят, спасението нешто зависи од тоа. Од нашиот перформанс. Јарамот на кој што мисли апостол Петар е она што апостол Павле го опишал така драматично во Римјаните 7 глава. Бидејќи тој бил еден искрен евреин, еден искрен легалист, кој што не бил лицемер. Жал, човечката природа кога не може да го одржи стандардот, веднаш забегува, паѓа во лицемерие, бидејќи тоа е еден психолошки механизам, како да се сочува умот од стрес, бидејќи проповедам нешто што самиот него држам и за да не паднам во депресија или да не полудам и станувам лицемер. Тоа е еден психолошки механизам на нашата падната природа. Меѓутоа, ретки се случаевите на луѓе кои што сакаат да бидат легалисти, ама искрени, значи доследни, се трудат самите. Не се лицемери по природа. Таков бил Савле. И со таквите луѓе се случува тоа што со другите не се случува заради лицемерието како психолошки механизам, како заштита од стрес. Тие паѓаат во депресија. Тие паѓаат во тешка фрустрација. Затоа што не се лицемери, лицемерието нас не штити од такви депресии. Но лицемерието е тешка духовна состојба, тоа не е решение. Но кога луѓето не запаѓаат во лицемерие, тие ќе западнат во депресија, во разочарување, во фрустрации тешки. И има луѓе кои што заради тоа ја напуштаат црквата и верата. Зошто? Затоа што го доживеале тоа. Тешка фрустрација, разочарување, сватиле дека не можат да го исполнат тој стандард што Господ го бара. Тоа многу добро го сватиле. Тоа нивната совест многу добро го разбрала, но не можат, паѓаат и потоа креваат раце и си одат. Но како реагирал апостол Павле? Да, 7 глава така завршува. Јас несреќен човек. Шубаво да си бев грк нездабожец. Камо да бев грк кој што нема поиме, како да бев атеист, како да бев неверник. Па немаше да ги имам овие проблеми, овие фрустрации со законот. Ке си бев неверник, пијаница, блудник и ке ми беше убаво, кобајаги убаво. Не име нив убаво, него така си се тешат. Дека тоа било убавото и смислата на животот. Но оно што го запознал законот, оно што ја запознал колку е свет Господ, колку е чист Господ, и се видел себе си во тоа огледало колку е валкан, прљав, никаков, што може да доживее таква личност пред да ја разбере благата вест, пред да го чуе Евангелието? Како што бил еден евреин од типот на Павле. Фрустрација, депресија, разочарување. Јас несреќен човек.
Замислите нешто спасение да зависи не од претходниот живот, иако законот све гледа од раѓање, но од денот на нешто крштевање и од денот на нешто влегување во црква, од денот на нешто крштевање, да речеме, нешто спасение да зависи од тоа, од денот на нешто крштевање до сега никош да не сме сгрешиле. И нешто спасение од тоа да зависи. И така да веруваме, дека од тоа зависи спасението. Што ќе беше со нас? Ако бевме искрени, сите ќе требаше одамна да кренеме раци, да се отидеме од тука и овие клупи да бидат празни и овој објект да се продаде да биде нешто друго. Но, како започнува апостол Павле во 8 глава, тогаш не гледаме депресијата или разочарувањето или фрустрацијата или несреќата, мизеријата со која што ја завршува 7-та. Туку 8 глава од Римјаните ќе ги прочитаме за крај тие зборови, тие познати зборови, но никогаш здодевни за читање. И сега нема никакво осудување за оние кои се во Исус Христос, кои не живеат според телото, а по духот. Значи, Светиот Дух ја направи таа голема разлика. Затоа Петар го заврши неговиот говор. Значи, не ставете им јарем на христијаните, кои што од незнабожци се обраќаат кон Бога. Затоа што и ние веруваме дека можеме да се спасиме само со благодата на Исус Христос, исто како и тие. Само Светиот Дух може да не исполни со таа благодат. Само Светиот Дух и се разбира правата вера дека оправданието и спасението се од Христа, Негова заслуга и со вера во Неговите заслуги добиваме простување за преминатите гревови и силата на Светиот Дух да не грешиме од сега натаму. Нека му е фала и слава на Господа. Амин.